Собраниската седница докажа дека власта нема мнозинство за менување на уставот. По ова, единствен излез од ќорсокакот во кој ДУИ и СДСМ ја втурнаа Македонија е распуштање на собранието и предвремени парламентарни избори, сметаат дел од познавачите. Според политичкиот аналитичар Благојче Атанасовски, земјата е длабоко навлезена во политичка криза која само се продлабочува. Едноставно дојдовме до ситуацијата од која враќање назад нема. Година и половина по завршување на и подпишување на францускиот предлог, каде што власта убедуваше македонската јавност дека уставните измени ќе се случат, односно го има двотретинското мнозинство. Со отварањето на денешната пленарна седница се види дека владачките партии се многу далеку од потребното мнозинство од 80 пратеници и едноставно тука па натаму Македонија се наоѓа во нова реалност. Опозицијата постојано бара и форсира предвремени парламентарни избори, велејќи дека власта го има изгубено својот легитимитет, но ќе видиме натаму како ќе се одвива целата политичка ситуација, бидејќи де факто власта веќе не може да ја уверува македонската јавност дека ќе продолжи со евроинтеграцијскиот процес на Македонија. За ваквиот исход вината е единствено кај власта, сметаат познавачите, бидејќи опозицијата беше целосно исклучена од процесот при прифаќањето на така наречениот француски предлог. Во наредниот период, да речем во наредните неколку седмици или месеци, кога ќе почне практично и есента, со, да кажам, зголемувањето на политичката криза во Македонија, ќе се види чистината, односно излезот дали ќе бидат предвремените парламентарни избори. Сега е многу рано да се каже, но целата работа оди во таа насока на политичка разрешница, зависи од многу фактори, како што кажав, и од помалите политички партии кои се дел од владеачката композиција, од ДУИ, па и од самата власт која може да не одолее на притисокот и едноставно само од себе да се распадне како владеачка композиција и Македонија да оди на предвремени парламентарни избори. Опозицијата со месеци предупредуваше дека овој парламентарен состав нема мандат да го минува уставот и дека чепкање на највисокиот правен акт под бугарски диктат не може да има. Власта пак со месеци тврдеше дека ќе го обезбеди потребното мнозинство. По денешната собраниска седница работите се јасни, дури дел од пратениците на мнозинството не кренаа рака за отварање на уставот.